Ова е Джефри Епштайн, мултимилионер, менаџер на хедж фонд, бизнисмен со познати, моќни пријатели и исто така осуден сексуален престапник. Пред само една недела, судските документи кои се однесуваат на неговиот случај беа отпечатени од Њујоршкиот суд. Листата на Епштайн и неколку поврзани онлайн пребарувања за финансиерот сега се во тренд. Ајде да ги истражиме популарните. Судските документи поднесени од наводната жртва на синџерот за сексуална трговија со луѓе на Епштайн, Вирџина Џуфре, како дел од тужбата за клевета од 2015 година против козаговорникот и поранешната девојка на Епштайн, Гаислана Максвел, која моментално отслужува 20 годишна затворска казна, вклучуваат докази и искази од сведоци, како и искази од некои од малолетните жртви на Епштайн, вклучително и средношколци на кои им било давано по $200 за навидум бескајна серија недозволени масажи. Сепак, овие документи на социјалните мрежи беа погрешно представени како некаква мала црна книга на список на соработници на Епштайн, поврзани со неговата вмешаност во трговијата со малолетници. Иако документот всушност не е листа на клиенти и повеќето од оние кои се споменуваат во него не се теретат за недолично однесување, сепак постојат референции за Жан-Лук Брунел, француски манекенски агент и близок соработник на Епштайн, кој се самоубил додека го чекал судењето за силување и сексуален напад врз малолетник. На списокот се споменуваат околу 150 луѓе, меѓу кои и политичари, познати личности, негови пријатели и деловни соработници, меѓу кои и наводните жртви. Некои од значајните имења се принцот од британското кралско семејство Ендрю и поранешните американски преседатели Доналд Трамп и Бил Клинтон. Во документот нема наводи за погрешни постапки на Трамп и Клинтон, сепак една од жртвите тврди дека принцот Ендрю ја допирал, тврдење што тој го негира. Покрај овие фигури на листата се појавуваат и познати личности, меѓу кои Мајкл Џексон, Камерон Диас, Леонардо Ди Каприо и Стивен Хокинг. Епштайн во 2019 година беше обвинет за управување со огромна мрежа на малолетни девојчиња за секс и беше обвинет за сексуална трговија, но тоа не му беше прв пат да се соочи со обвинение за сексуално недолично однесување. Во 2008 година тој беше осуден за поттикнување проституција на малолетници и беше регистриран како сексуален престапник. Епштайн поседувал 2 приватни острови на американските девствени острови. Неговата резиденција во Литл Сент Џејмс е местото каде што тој беше домаќин на неговите соработници и познати личности. Тоа место меѓу локалното население познато е и како островот на педофилите. Ова е место каде што обвинителите тврдат дека тој намамувал и регрутирал девојки на возраст од 12 години, опишувајќи го како совршено скривалиште за неговите секс забави. Во мај 2023 година островот беше продаден за $60 милиони, помалку од половина од бараната цена. Епштайн си го одзеде животот во затвор во Њујорк на 10 август 2019 година, додека го чекаше судењето за обвиненијата за сексуална трговија. Тој тогаш имаше 66 години. Се поставува прашањето како се случил инцидентот, особено затоа што тој се обидел да се самоубие и неколку дена претходно.